После Фленсбург, Вардар, полуфинале, Сеха Лига, твој коментар? Па, мислим дека мора да заборавиме тоа што вчора игравме против Фленсбург, четвртфинале, изигравме јако лош надпревар. И мислим дека имаме шанса утре против Вардар. А наша шанса јесте у тоа што играме дома и пред наша публика и мислим дека е тоа наш осми играч. Али, опет кажем, Вардар е Вардар, една од најјачих екипа у Европи у овом тренутку. Така, али мислим дека имаме шанса, дефинитивно. Знаме нивове слабости, 4 пата уште игравме тој сезон со нив. И игравме у Скопје, така да ќе видиме утре што ќе биде. Ако може да анализираме по тоа дали има слабост или не во играта на Вардар, кој е сегментот каде што очекувате да добиете шанса вие? У нивови слабо игри. Па ја во овом тренутку не знам кој сегмент тачно, али дефинитивно свака екипа има сегмент и своји слабости, али во овом тренутку не знам која е тачно слабост, тоа ќе го анализирати тек, кажем. Сад смо со јако тешкog пута дошли тек, со јако тешки утакмици и пред нама е јако мали временски период да тоа анализирамо, али надам се да ćemo стичи све да успеме и да одиграмо сутра еден јако добар меч, најпотребниот меч овој сезони можда. Така да видит ćemo šta ќе биде сутра. За кого ќе биде предност тоа што имате прекратко време за анализа, можеби без анализа ќе влезете во надпреварите? Па мислим дека ќе повеќе шанси има Вардар дефинитивно, он имаше повеќе време, еден ден повеќе. Тоа прво, а друго што он изротираше играче вчора, не играше, ја мислим така да не играше цела прва постава. Така мислим да прва постава им одморена, за разлика од нас. И вчора игравме цели надпревар, прва постава. Изморени сме јако, али што да правиме, тоа е што. Ке има ли притисок со оглед на тоа што ве сметаат за фаворит пред овој турнир? Наравно да ќе биде притисак од наша публика, од овог града, очекува се да освоиме прву Сеха Лигу ове године. Мислим да имаме шанса, сад видит ćemo сутра, све на нама.